Драма во 3 дни. Ваши екселенции, почитувани пријатели, ценети колеги, драги гости. Денес со особена чест и задоволство го обележуваме 80 годишнина од јубилејот на кодификација на македонскиот стандарден јазик. Во духот на Коневски, овој ден не е само символ на јазична норма, туку и на културна самобитност, бидејќи јазикот не е само средство на комуникација, туку и простор во кој се вградени мислите, чувствата и колективната меморија на еден народ. Во оваа прилика дозволете ми истовремено да го честитам и 24 мај, денот на словенските просветители, светите браќа Кирил и Методи, кои ни ја подарија глаголицата, основата на словенската писменост. Нивното дело е темел на македонската писменост и културна традиција. Денес, овде во срцето на Европа, го славиме македонскиот јазик како дел на заедничкото европско културно наследство. Да го чуваме, негуваме и пренесуваме понатаму. Ви благодарам што сте со нас и што ја споделувате оваа радост. Ке се подурам на француски. Excellences, chers amis, distingués collègues, estimés, chers invités. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que nous célébrons le 80e anniversaire de la codification de la langue macédonienne standard. Dans l'esprit de Blaže Konevski, cette journée n'est pas seulement un symbole de codification linguistique, mais aussi une affirmation de l'unicité de l'enracinement culturel. Car la langue n'est pas simplement d'outil de communication, et c'est le réceptacle de pensée, d'émotions et de la mémoire collective du peuple. Merci d'être parmi nous pour le partage de cette célébration. Je suis. Your Excellencies, distinguished friends, estimated colleagues, dear guests. Today, with a great pride and pleasure, that we mark the 80th anniversary of the codification of the Macedonian Standard Language. In the spirit of Blaže Konevski, this day stands not only as a symbol of linguistic codification, but also of cultural uniqueness and rootedness. For language is not merely a tool of communication, it's a vessel of a people's thoughts, emotion, and collective memory. On this occasion, allow me also to extend heartfelt congratulations of the celebration of May 24th, the day of the Slavic enlighteners, Saint Cyril and Methodius, who gave us the glagolitic script, the foundation of a Slavic literacy. Their legacy in the cornerstone of Macedonian literacy and cultural tradition. Today, here in the heart of Europe, we are celebrating the Macedonian language as an integral part of our shared European cultural heritage. Let us continue to cherish it, nurture it, and carry it forward. Thank you for being with us in this joyous celebration. Thank you very much. So this evening, the moderator of this evening will be Maja Damjanovska. Почитувана господја Мехмеди, почитувана господја Шекеринска, почитувани амбасадори, ценети присутни, драги пријатели, драги македонци. Дозволете ми најнапред да изразам искрена благодарност за поканата да бидам дел од оваа голема вечер. Вечер посветена на нашиот јазик, нашата историја и нашата душа. Вечерва не славиме само јазик, славиме чин на државност. Славиме еден од најважните моменти во македонската историја, денот кога нашиот јазик доби свој правопис, своја граматика и свој јасни правила. Со тоа македонецот застана пред светот со свој јазик, со право да зборува, да создава и да сонува во боите на сопствената мисла. Но патот на јазикот дотаму беше долг. Од своите зачитоци во мугрите на словенската писменост, преку делото на светите браќа Кирил и Методи, македонскиот јазик растеше, не како одлука на неколкумина, туку како вековно ехо на народниот глас, обликуван во приказна, ритам, молитва и жет за изразување. Во 1945 година, со внимателност, научна мисла и длабока љубов, се поставуваат темелите на стандардниот македонски јазик. Во тој процес централна фигура беше Блаже Коневски, човек што го претвори јазикот во норма, но и во поезија. Коневски велеше: јазикот е нашата татковина.
За него тоа не беше географска карта, туку место во кое сме свои меѓу своите, дури и во најголемата туѓина. Патот на јазикот не заврши со неговата кодификација. Тој продолжи низ нашите животи, песни и тишини. Се уште трае денес помеѓу нас. Јазикот останува со нас дури и кога животот не однел далеку. Тој живее во се што не подсетува кои сме ние, во зборовите што ги чуваме, во тишините што ги разбираме. Затоа вечерва зборуваме за него, не како за средство, туку како за дел од нашата суштина. Тоа е јазикот што шепоти во секојдневието, кога не зборуваме гласно, а се разбираме целосно. И тогаш го чувствувам најмногу во приказната што им ја раскажувам на моите деца, во нивните едноставни прашања изговорени на јазик што ги враќа кон нивниот корен. Македонскиот јазик не знае граници, но знае корени. И затоа должноста да го негуваме и предадеме не е товар, туку чест што ја носиме со љубов. Да го направиме присутен во светот на младите, за да прерасне во нивен внатрешен глас, за да растат со него како со нешто што од секогаш им припаѓало. Драги пријатели, овој јазик не е само наследство, тој е и иднина. Создаван е со љубов, сочуван со нежност и пренесуван со одговорност. Благодарам. Your Excellency, Ms. Mehmedi, dear Ms. Shekerinska, distinguished guests, dear friends, fellow Macedonians. Let me begin by expressing my heartfelt gratitude for the invitation to be part of this special evening, a celebration of our language, our history, and our very soul. Tonight, we are not just honoring a language, we are marking an act of a statehood. We are celebrating one of the most significant moments in our national story, the day our language was given its own orthography, its own grammar, and its own clear rules. With that, the Macedonians stood in front of the world with their own language, with the right to speak